Dobro, počedovani novinari, bi sakal danes kratko da dam nekaj povod obraćanja što bi imaše ministrka za pravda. Smetam neka dokoliko bilo koji drug minister mu se slučaše vakov sram za vladenje na pravото i vakva mega afera, gdje si podnesеше ostavka, namesto da drži lekciji po pravna država. Zato ние бараме од другарката на Боки Треничи, Рената Десковска, од другарката на Катица Јанева, министерката за правда, да си поднесе оставка од морални причини, затоа што во нејзин мандат се случува најголемиот рекетарски, обвинителски, политички и судски скандал, за кој што нејзиниот колега Никола Демидров имал пречувство, но за жал министерката Десковска нема такви супермоќи. Втора работа за министерката Десковска, тоа што гледаме дека е нејзин личен интерес да има што поголемо влијание во обвинителството, се индициите за нејзиниот зет, кој што е начело на правниот одбор на МНАФ, на Агенцијата за авиација, за кој што има индиции дека заедно со генералниот секретар на владата се вмешани во тендер според она што можеме ваквости да го видиме, кој што не се одржал сосема на законски начин, вреден 7 милиони евра со италијанската фирма Леонардо. И на погодност на денешното гласање, сметам дека треба да се забележи бројката, со која што беше изгласана скратената поставка на предложениот закон. Прво, за еден озбилен закон не би требало да има скратена поставка. Ако некој каже дека немало време, тогаш одговорност е повторна власта што досега практизирала и не предложила закон. И третиот пропуст е што овој закон повторно ќе го разгледува Комисијата за европски прашања, што нема врска со ниједна европска регулатива, ниту директива. Но на вакви злоупотреби веќе гледаме дека во собранието се случуваат од политички потреби на владачкото мнозинство. Како и да е, партеничката група на ВМРО-ДПМН во текот на расправата, која што ќе почне во Комисијата за европски прашања, ќе предложи суштински амандмани за подобрување на квалитетот на предлог законот за јавно обвинителство и тие предлог амандмани ќе бидат тест за владеачкото мнозинство дали навистина сакаат стандардизиран, поквалитетен закон, кој што ќе може да има широка политичка поддршка во рамките на собранието. Толку би имал денес да кажам, повелете доколку имате некои прашања.